Ве поздравувам сите и ви посакувам Божи благослов. Денес испадна работава да не слушнете проповед од гостите што требаше да ни послужат. Но да ви кажеме на радостна вест дека нема да слушнете ни моја проповед, туку ќе слушнете Христова проповед денеска. Замислете Христос да биде денес со вас. Како тоа би изгледало? Од денес натаму ќе одржам било предпладне, било попладне цела серија предавања за библиски проповеди. Да видиме какви проповеди самата Библија има забележано. Во Библијата се забележани некои проповеди, дали одржани во синагога, дали одржани најчесто во синагогите, да. Некои биле одржани на отворен простор, како Петровата проповед на Педесетница. Имаме проповеди после во времето на апостол Павле, во време на неговите мисионски патувања. И тие биле држани во синагоги, во тоа време нету имало христијански цркви како денешниве. Па денес избрав да започнам како што и Евангелијата започнуваат со првата Христова проповед, која што е одржана. Што мислите, која е таа? Добро, гората на блаженствата е Христова проповед, меѓутоа не е баш по време, баш прва. Варет, ајде ке... Знаете каде се наоѓа гората на блаженствата? Да, меѓутоа каде се наоѓа географски. Географски во Палестина каде се наоѓа? Поточно. Гората на блаженствата. Дали се наоѓа во Галилеја? Гаризим? Галилеја, да. Гората на блаженствата е некаде, тоа е безимена гора, велат, тоа е некоја традиција дека наводно била гората Тавор. Мислам дека ја има во картите, географските карти во вашите Библии. Но тоа е така, повеќе традиција, мислам православна традиција, не можеме да знаеме со сигурност. Нема некој, значи Библијата не забележува некој име за неја, но таа била во Галилеја. Кога Христос е започнал својата мисија на земјата после крстевањето, прво започнал во Јудеја известно време. И тука во тој дел имаме повеќе забележани говори, меѓутоа тоа не можеме да го наречеме проповед како во црква или проповед пред насобран народ. Например, разговорот меѓу Христа и првите ученици во Јован 1 глава, или разговорот помеѓу Христа и Никодим таму во 3 глава и така натаму. Но првата забележена проповед со која што Христос ја започнува де факто својата мисија на земјата, во која што се објавува како спасител, била одржана каде? Во Назарет, точно. Много интересно. Во Назарет, од каде што бил самиот тој. Не по потекло, туку каде што израснал, каде што живеел, ја поминал таму целата своја младост, и каде што од мали нозе, како некој од вас тука, јас дури од 17 години, секоја сабота имал обичај да прави што? Според евангелистот Лука, секоја сабота, каков обичај имал Христос во Назарет? Ќе отвориме во Евангелието според Лука, точно, да, 4 глава,
Но, кога сме тука кај Евангелијата, имав намера нешто да и кажам на сестра Вики во врска со коментарите од поуката. Значи, ако папата, ако Ротшилд, ако језуити, масони, од нив зависи, значи, Господ и нив им дозволил да бидат власт, така. Може така се рече. Се сеќавате во Христовата, при искушувањето на Исуса Христа во пустината, што му рече ѓаволот кај последното искушение? Се сеќавате? Само да го најдеме. Ти те дадам сета власт, зошто? Зашто мене ми е дадена. Ѓаволот вели, мене ми е дадена сета власт. Кој му? Ред, ама тој така си вели. Зошто он така си вели самиот? Добро, сега нема да каже, јас се узурпирав. Или јас. Како што споменавте во поуката. Но зошто вели, дадена ми е? Така, токму тоа. Значи, ако Господ него му дозволил 6000 години да ровари, значи Господ дозволил. И после крстот 2000 години му дозволува. Замислите, зашто не се заврши историјата веќе во првиот век, уште тогаш. 2000 години помина и се уште ѓаволот е на власт, но тоа не значи дека Господ ја нема врховната власт. Исус рече, им рече на учениците, Матеј 28 глава, таму 18 стих, дадена ми е. Еве ги браките. Само не тие што беа во Загреб. Дадена ми е секоја власт на небото и на земјата. Тоа е многу битно. Да не забравиме, лесно е да си помислиме, добро, Христос владае на небото, а демек на земјата владеат овие нерани мајковци. Не, Христос вели, и на земјата ми е дадена секоја власт. Затоа, никогаш да не го забравиме ова, и што и да се случува, да не забравиме дека се е под негова контрола. Сега одиме во Лука, 4 глава. Марко на почетокот на своето Евангелие, бидејќи Марко е извор и за Матеј и за Лука, вели како Исус почнал да проповеда таму во првата глава, 15 стих ли беше, по цела Галилеја, проповедајќи, покајте се, времето се наближи, покајте се наближи Царството Божие, времето се исполни, покајте се и верувајте во Евангелието. Меѓутоа тоа е така само општо кажано, значи, дека каде и да одел Христос, тоа го зборувал. Но тоа не е некоја конкретна проповед, во некоја конкретно место. Сета таа негова служба во Галилеја започнува со проповедта во Назарет. И што ни вели Лука, кому му било посебно омилено да споменува детали од Христовиот живот, каде што Христос ги фали, повеќе ги фали незнабожците, отколку евреите во некои ситуации. Вели, значи, после искушението во пустината, четирнаесетиот стих, и се врати Исус во Галилеја, во силата на Духот, и се разнесе глас за него по целиот тој крај. А тој поучуваше во нивните синагоги и сите го славеа. И ова исто така како Марко прва глава, општа информација како Христос поучувал по нивните синагоги. И сега, и дојде во Назарет. Сега имаме конкретен случај. Конкретна синагога и конкретна проповед. И дојде во Назарет, каде што беше одраснал. Значи, замислете, во која црква
доаѓа Исус оваа сабота во својата црква. Во својата црква доаѓа. Сте биле сите вие во разни цркви. Сум бил јас во многу цркви. Најдалеко имав проповед во црквата на Лунар Анđеловиќ, по негова покана. Меѓутоа, ова е мојата црква. И Исус дојде во Назарет еден саботен ден, каде што беше одраснал. И по обичајот свој, тоа беше прашањето, што правил секоја сабота Исус, кога бил обичен столар, дрводелец, анонимен младич во своето село, бидејќи Назарет и не бил некој град. Не можел се уште се нарече некој град, може бил градче, така. По обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата. Малку сакам да се задржам на ова, по обичајот свој. Значи, замислете го Исус, како младо момче, уште како тинејџер, уште пред тоа. Секоја сабота оди во оваа синагога, во Назаретската. Ништо повеќе не можеме да кажеме, како тоа изгледало. Меѓутоа, една работа знаеме во врска со Назарет од Библијата. Што е тоа? Град кој што бил познат по зло. Елена Вајд вели во Копнеж на вековите 39 страница во поглавието Исус како дете, дека Назарет влегол во поговорка кај самите евреи, значи станал пословичен град, заради безбожноста на неговите жители. Са може би чудно, значи Назарет, неговите жители биле безбожни. Ама секоја сабота оделе во синагога. Много интересно. Што прашање поставил Натанаел? Јован 1 глава. Може ли нешто добро, кога чул дека го известиле дека Исус е од Назарет? Може ли нешто добро да излезе од Назарет? Додека размислував за ова, се прашував во што се состојало тоа безбожниство. Се обидував да замислам по што биле така зли жителите на Назарет. Сигурно не бил тој некој неморален град, како паганските градови, како Коринт, например. Евреите сепак во Христово време повеќе биле религиозни фанатици. Се наоѓал, се разбира, и во нивата синагоги по некој блудник, по некоја блудница, но не биле сите такви. Дали тоа биле луѓе кои што многу биле исполнети со омраз? Дали тоа биле луѓе кои што често се карале меѓу себе? Како што апостол Павле ќе им напише на коринтјаните. Ако се карате, ако војувате меѓу себе, гледате барем да не се изедете. И сега тие зборови биле напишани до христијанска црква во Коринт, не до еврејска синагога. Дали таков бил Назарет? Дали неговите жители биле убијци? Тука може би поблиско сум до вистината, бидејќи ќе видиме што ќе му направат на Христа истите ови, неговите. Како и да е, таа сабота, мнозина по својот обичај исто така, безбожни, овакви, онакви, никакви, отишле во синагогата.
како и ние денес, по нашиот обичај, дојдевме оваа сабота во нашата црква. Некој може би, за некога е може би на гости, не се денес во нивната матична црква. Некој од нас, може би не се денес во нивната матична црква, може би се во хотел или во некоја друга црква. Но ние сме по својот обичај денес во нашата црква. Замислите како би изгледало некоја сабота да дојдете во вашата црква, значи ова, и не очекувате ништо посебно, освен ако не се најавени некои посебни гости. Значи, обична сабота, не очекувате ништо посебно, може би не очекувате никаков посебен благослов. Може би чисто онака заради обичај, по навика, сме дошле и оваа сабота во црква, иако верувам дека се уште има некој духовен мотив кога доаѓаме во црква, па и денес очекуваме некој Божи благослов. Не сме дошле туку така само за да се видиме. Или затоа што тоа ни е навик. Или затоа што тоа ни е обичај, како што е тука кажано за Христа. И замислите некоја сабота да дојдете во црква, кај што не очекувате нешто посебно. Може би еден обичен, редовен, саботен благослов. А таа сабота да биде Господ во вашата црква, без најава, без да го очекувате. Би сакале таква сабота да доживеете во животот? Меѓутоа проблемот бил што кога Господ бил на земјата, луѓето во него, малку луѓе во него гледале Господ. Го препознале како Господ. За повеќето тој бил што? Човек. Тишлер, што велиш Босче. Во Христово време, синагогата, рабинските синагоги, рабинските богослуженија, биле така уредени, барем според информациите од Талмудот што ги имаме, што секоја сабота се читало по еден дел од законот и пророците, и така цела година, секоја сабота, значи, докај се стигнало, после наредната сабота се чита нареден дел, и се вели дека во Христово време Тората била поделена на, значи, и законот и пророците биле поделени на вкупно 175 такви дела, наречени на еврејски параша. 175 параши. И секоја сабота се читала по една, и биле потребни 3,5 години за да се прочита цела Библија на таков начин. Ако имате православни Библии, не знам овој новиот превод дали го има тоа, ако ги имате стариот, ќе видите дека имаше една страница кај стариот превод, овој новиот го нема тоа, кај што споменуваат празници, па кога се паѓа Великден, имаше една таква страница таму на крај, после географските карти, мислам. И таму имаше на една страница пишуваше во различни периоди од годината, месеци, датуми или празници, што да се чита. Има библиски текстови, забележавте. Тоа е пракса. И во православната црква е пракса. Значи, за секој ден, секоја недела, за секој празник има специјално што да се чита од Библијата, одредено. Тоа они го научили од евреите. Бидејќи тоа била еврејската литургиска пракса во синагогата. Да се чита Библијата, значи, по делови, и секоја сабота се читал тој дел што бил за таа сабота, таа параша. И сега 17 стих вели: му ја подадоа книгата на пророкот Исаија. Зошто му ја подадоа? Зошто баш таа книга?
Значи, доаѓа, дали тоа бил еврејскиот рабин на таа синагога, дали тоа бил неговиот помошник, кој бил наречен Хазан на еврејски, и му го предава на Христа свитокот од Исаија. Зошто? Бидејќи Исаија, стигнале до Исаија таа сабота. Меѓутоа, лично не верувам дека баш стигнале до она место кое што Христос ке го цитира. Некако ми личи дека Христос намерно го занемарил она што било наред да се чита, зашто текстот вели, а тој штом го отвори, значи свитокот, го најде местото каде што беше напишано. Значи он намерно го барал ова. А каде ова запишано? Каде во Исаија е запишано ова? 61 глава. Точно. Што било таму запишано? Ајде да почитаме според цитатот што ни го дава Лука. Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им соопштам радостна вест на бедните. Ме прати да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените. И 19 стих, она што посебно ја идентификува оваа мисија како дело на никој друг, освен на ветениот Месија, да ја проповедам благопријатната година Господова. Која е таа благопријатна година Господова? На што се мисли тука, според еврејскиот закон? На јубилејната година. Но не она секоја 50-та година, туку на она што Месија и самите евреи разбирале дека кога ќе дојде Месија, секи биде јубилеј. Значи, тогаш ќе се оствари Божјото царство. Тогаш ќе се доживее вистинската слобода. И се тоа што претходно беше споменато, слепи ќе прогледаат, заробените ќе бидат ослободени, напатените и така натаму. Сето тоа ќе биде делото на ветениот Месија. На евреите ова им било познато. Ова не било ништо ново. Многу добро ги знаеле и овие зборови. Од каде ги знаеле? Прашав порано, се обидував да разберам во што се состојало безбожниството на жителите на Назарет, штом си биле, како и другите евреи, редовни верници, секоја сабота во нивната синагога. И ми текна, кога размислав за тоа прашање, ми текна Павловите зборови, со кои што се опишани религиозните луѓе, религиите од последното време. Кај бе тие зборови? Второ послание до Тимотеј, 3 глава, да. Второ послание до Тимотеј, 3 глава. Апостол Павле запишал за последните денови. Но ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времења. Дали е потребно да прашаме, живееме ли веќе во вакви времења? Чувствуваме ли дека овие времења се тешки? Еве, само да се запрашаме во споредба со тој никаков комунизам. Каде би сакале сега да сте поправо? Тогаш, пред 30 години или сега? Мислам дека веќе живееме во овие тешки времења. А зошто се тешки? Зашто луѓето ќе станат, овде се вели, себељубиви,
или само живи во поранешниот превод. Сребролюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници. Ете истиот збор безбожник. Што па мисламе некој кој ќе слушаме безбожник, атеист, неверник, не. Не значи, атеист, неверник е безбожник, меѓутоа не е само таков. Зошто? Ајде да видиме понатаму. Непомирливи, значи скарани меѓу себе. Можеме да се обкладиме дека верниците во синагогата во Назарет повеќето биле скарани меѓу себе, иако оделе во црква секоја сабота. Можеме да се обкладиме дека е така. Што мислите? Неправедни, безбожници, непомирливи, клеветници, ова е многу страшно, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластолюбиви, значи своите страсти, отколку боголюбиви. И сега 5 стих, на изглед побожни. Или кои што ја имаат формата на побожноста. Овие за кои што меѓу другото беше кажано дека се безбожници, а сега на изглед побожни. Значи не се атеисти. Можеме да бидеме безбожници без да бидеме атеисти. Можеме да бидеме безбожници секоја сабота да доаѓаме редовно во црква. Можеме. Во кој случај? Ако ја имаме формата на побожност, се вели тука. Но од незината сила, од силата на Бога, вели овој превод, се одрекле. Значи, некогаш сме ја имале таа сила. Некогаш сме биле побожни во силата на Духот. Не само по форма. Но дошло време кога сме се одрекле од силата, а сме продолжиле со формата на побожноста. На тој начин останавме религиозни и тоа е се што сме. Тоа е мојата дефиниција за религија. Побожност по форма, без силата на побожноста. И тоа е разликата меѓу живата вера, која што е една, и било која религија, која што се многу. Сите овие, меѓу нив, толку страшни особени, како клеветници, предавници, безбожници, сите овие ја имаа формата на побожност. Сите овие беа редовни посетители на синагогата во Назарет. Си биле добри евреи. Си биле и ревни евреи за својата религија. А сепак безбожници. И сега, оваа сабота, кога Христос влегол во нивната синагога, после неговото крштевање, после неговото искушување во пустината, овие безбожници, оваа синагога, оваа црква добила една историска шанса, која што само тогаш ја имала и никогаш повеќе, за жал. Добила историска шанса, таа сабота, да се облече во силата на побожност. Значи, какви и да сте, безбожници, клеветници, хулители, неблагодарни, сластолюбци, сребролюбци, какви и да сме, или замислете најстрашен греф што некогаш постоел во Божијата црква.
какви и да сте, кога Господ ќе ве посети, имате шанса тој ден за миг да биете променети, како Закеј, кога Господ решил да го посети неговиот дом. Секогаш кога Господ ќе ве посети, дори и да сте најголемата блудница и најстрашниот убиец, имате шанса да бидете променети. Зашто Господ решил да ве посети? Зашто решил да ве посети? Не за некој негов кеф, се разбира. Не за да се забавува со вашето друштво, туку затоа што тоа била неговата мисија. Синот човечки дојде да го најде и да го спаси загубеното, тоа што беше загубено. Загубени беа жителите на Назарет, неговите сограѓани. Тој и како човек многу добро знаел какви беа тие. Тој застанал на синагогата да чита таа сабота. Повеќето од присутните го мразеле, бидејќи го знаеле, уште од дете, и знаеле дека бил незгоден за друштво. Како што пророкот Михеј, синот Немлин, за кој што зборував минатата сабота, бил многу незгоден пророк за царот Ахав. Христовиот карактер штрчал, не одговарал со карактерот на жителите на Назарет. И дали таков човек сакале да го имаат во своје друштво? Дали сакале да се дружат со него? Уверен сум дека повеќето од верниците присутни таа синагога, таа сабота во црква, во Назарет, го мразеле. Меѓутоа не било ништо чудно, не било ништо ненормално да си го знаеле како нивен сограѓанин, како нивен евреин, и нормално како и секој евреин да се качи и тој на катедра, да му дадат да чита. Тоа не било ништо чудно. За нив и тоа било нормално. И не било ништо чудно ова што тој го прочитал, а што го цитираше од книгата на пророкот Исаија. Овие зборови од 61 глава. И не било ништо чудно што после цитираните зборови ја затворил книгата, вели 20 стих. Тоа било обичај. Кога се читало во синагогата, се чита само библискиот текст, исто и во православна црква. И сега нема тука коментирање, проповедање, филозофирање. Се чита текстот и се затвора книгата. Меѓутоа, Христос кога затворил книгата и му ја даде на прислужникот и седна, и до тука ништо чудно, се било нормално како секоја сабота, но се вели дека очите на сите во синагогата беа вперени во него. Сепак нешто очекуваа штом овој, кого го некеле, а тој знаел дека не го сакаат, решил таа сабота да ги посети токму нив. Нешто очекувале, но што било тоа? Што и да очекувале, не знам што очекувале. Меѓутоа, ова што им го кажал, воопшто не го очекувале. И почне да им говори, денес се исполни ова писмо што го чувте. Што? Денес се исполни ова писмо што го чувте. Целата мисија во кратки зборови што Исаја ја опишува
заветениот Спасител. Денес се исполни, да ја проповедам благопријатната година Господова. Денес се исполни ова писмо што го чувте. Ево, ова не го очекува. Што и да очекува, ова не го очекува. Дваесет вториот стих е интересен, бидејќи вели и сите, малку ме збунува овој нов превод, не сум навикнат на него. Овде вели сите му потврдија, не знам се дали ово точно, му потврдија. 22 стих. Како вели другиот превод? Посведочие. И се восхитува на неговите благодатни зборови, што излегуваа од устата негова, и велеа. Сега, пред да чуеме што велеа. Што значи ова се восхитува? Се сеќавам на едно друго место во Евангелијата се вели и ги поучуваш како оној што има власт, а не како книжниците, не како рабините. Значи, кога Христос до сега ништо не поучил, само го цитираше Исаија. И тоа една работа испушти. Дали знаете која работа од Исаија, 61 глава, ја испушти? Ајде отворете во Исаија, 61 глава, и да го прочитаме како таму гласи ова месијанско пророштво. Што Христос рекол дека таа сабота се исполнило во нивната синагога. Што е испуштено? Што не било цитирано од негова страна овде во Лука 4 глава? Значи, ја ќе го читам оно што Лука го кажува, што Христос го цитирал. Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им сообштам радостна вест на бедните, ме прати да им проповедам на заробените ослободување, на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да ја проповедам благопријатната година Господова. И сега во Исаија има уште нешто што тука не е кажано. Што беше тоа? И денот на одмазда на нашиот Бог. Судниот ден. Христос тоа го изостави. Зошто? Затоа што пред 2000 години неговата мисија не беше да суди. Се уште беше рано да се зборува за таа тема. Која што пак е многу актуелна кога? Денес. Во овие тешки времења. Денес, кога сме на прагот на неговото второ доаѓање. Знаете како хрватите го нарекуваат бадник? Не, благдан е општо за празник. Да, но самиот бадник пред Божик, например, тоа кај нив е 24 декември, значи. Не сте чули? Јас случајно научив од некои хрватски канали по телевизија. Се вика Адвент. Го користат латинскиот збор? Адвент. Адвент се вика. Денот пред Божик се вика Адвент. Да. Не сте чули до сега? И јас скоро научив. Не сум знал тоа. Кој знае колку долго. Зошто Адвент? Логично. Бидејќи со Христовото рагање, Христос дошол во овој свет. Ама ние денес живееме во времето на вториот Адвент. И тука е проблемот што повеќето христијани, а да не зборуваме за другите, воопшто ни не помислуваат дека тој ист Господ уште еднаш ќе го посети овој свет. Но тогаш, облечен во сета своја слава, и за да изврши суд, тогаш, за да ја истори јароста Божја, за да го објави денот на одмаздата врз сите безбожници, начело со водачите на новиот светски поред.
можам да предпоставам, Христос само ги цитираше зборовите од Исаија, каде што една работа испушти, заврши со благопријатната година Господова, и можам да предпоставам дека му се восхитуваа заради начинот на кој што читаше. Имаше нешто посебно во неговиот глас. Авторитет, или веќе осеќаа дека Светиот Дух делува, дека ова не е обично читање, дека ова не е обична сабота, иако не го препознавале како Господ или како Божи син далеко од тоа. Го препознавале како што? Како нивниот сограѓанин. Како оно што го знаеле од мали нозе во нивната синагога, во нивната црква. Му се восхитуваа, ама велеа, не е ли овој синот на Јосиф? Абе тој да не е? Абе, можно е да е тој? Може би некој така се прашува. Зошто го поставија ова прашање? Од една страна му се восхитија, очекуваа нешто од него. Меѓутоа, ова што им го кажа, не го очекуваа. Тоа беше страшна бомба, преголем залак што не може да се проголта. И исто како со други зборови да им рекол, јас сум тој Месија, за кој што зборуваат законот и пророците. Првата проповед во Назарет, Христос се објавува себе како Месија пред своите сограѓани. Таму почнува со нив. И неговите сограѓани оваа историска шанса ја пропуштија. Какви год да биле, безбожници, никакви, неверници, клеветници, какви год да биле, скарани меѓу себе, ја пропуштиле историската шанса да бидат препородени таа сабота, да бидат исполнети со Светиот Дух, да станат нови луѓе и да се чудат на таа промена што Господ сакаше да им ја направи. Но таа шанса ја пропуштија само заради една причина. Не е можно овој што го знаевме од нашево село, од нашиот град, овој синот на Јосиф, не е можно. Овој да е Месија, не е можно. Тоа беше страшна соблазна за нив. А тој им рече, некој од вас сигурно ќе ми приговори со ова израка, лекаре, излекувај се сам. Направи го и овде, во твојот роден крај, оно што чувме дека се случило во Капернаум. Што се случило во Капернаум? Веќе дошле до нив извештаите за разни чуда, што Христос ги направил на други места пред се во Капернаум, кој што не бил толку далеко, на брегот на Галилејското езеро. Па им рече, вистина ви велам, ниеден пророк не е омилен во својата татковина. Навистина ви кажувам, имаше многу вдовици во Израел. Имаше многу вдовици во Израел во времето на Илија. Кога се затвори небото, 3 години и 6 месеци и настана голем глад по целата земја. И кај ниедна од нив не беше пратен Илија, но само кај една жена вдовица во Сарепта Сидонска. Во Израел имаше многу вдовици во времето на Илија, но Илија не беше пратен кај ниедна од нив, за да биде хранет таму, за да ја помине кризата од 3,5 години. Зошто? Зошто бил пратен кај една незна божечка жена во Сарепта Сидонска? 27 стих. И имаше мнозина лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј. Ова е Христовата проповед. Ова им го зборувал во синагогата, таа сабота. И имаше многу лепрозни во Израел во времето на пророкот Елисеј. Но ниеден од нив не се очисти, освен сириецот Нееман, кој што не беше израелец. Божјата сила и Божјата благодат кај него се откриле.
некај лепрозните во Израел. Зошто? Дваесет стих вели, ако го слушнаа тоа, видите, тие ниту сакале да размислуваат зошто. Ниту сакале да почекаат, да видат што понатаму тој ќе им каже. Дали ќе ги искоментира овие зборови. Едноставно, кога го слушнаа тоа, сите во синагогата се исполнија со гнев. Зошто? Бидејќи Христос фали една жена паганска од Сидон, од околината на Сидон, како поверна од сите вдовици во Израел во времето на пророкот Илија. Затоа што Христос фали еден сиријски генерал, војсководец, непријател на Израел, како и римските офицери, во нивно време, кој што и не беше некој голем верник, беше надуен, или не сакаше да се избања во Јордан, по негов памет. Слугата го разубеди. Значи, не беше ни некој голем верник. Но ете, тој таков никаков верник, ама сепак верник, сепак послуша, тој беше исцелен од лепрата и ниту еден лепрозен во Израел. Ова ги исполнило со гнев. Како Христос фали некои незнаборци, затоа што имале грам вера, а израелците, овие во Назарет конкретно, биле безбожници со ниту еден грам вера. Па стана, го истераа надвор од градот и го одведоа на врвот од еден рид, каде што беше созиден нивниот град, за да го турнат од озгора. Златната шанса е пропуштена. Вратата на милоста за овие жители, без да знаат, таа сабота беше затворена. Тие не успеа во својата намера, се разбира, тој помина меѓу нив и си отиде, бидејќи неговиот час се уште не беше дојден, кога на безбожниците ќе им биде дозволено да стават рака врз него, во денот кога ја јадел она Пасха со своите ученици. Но, иако не успеале во својата намера да го бутнат и уште тогаш да го убијат Христа, сепак, без да знаат, вратата на нивната милост била затворена таа сабота. Шансата била пропуштена. Па, браќи и сестри, дали сакате Христос некоја сабота да ви одржи проповед во вашата црква? Само едно да знаете, ја би сакала, ама да знаете дека таа сабота ќе биде последната. Таа сабота, вратата за нашата милост ќе биде затворена. Бидејќи или тогаш ќе станеме светци во еден миг, исполнете со силата на Светиот Дух како апостолите на Петдесетница, или ќе бидеме за секогаш изгубени позади и предадени на одмаздата, на судот, на вечното проклество. Нека му е фала и слава вечно. Амин.